Културното наследство ги урива бариерите меѓу македонците во регионот. Етничките граници се надминуваат со семакедонски собири, поколение на делата на македонските револуционерни дејци. Одбележан е еден век од загинувањето на пиринскиот цар Јане Сандански на Пирин кај Роженскиот манастир. Таму денеска беше Зоран Богатинов. 3 генерации македонци од регионот се поклонија на делото за македонска државност на великанот Јане Сандански. Ниту 100 години од убиството кај Мелник, Пирин, не причинија да се заборави битката за идентитетот. Децата најбрзо го учат јазикот преку песна. Александар Поповски, почтен председател на Сдруженијето на македонското опеденство и дело на Македонија. Учат ли некаде на македонски децата? Не. Само од веќе се нишузе, книги треба од телевизија. Тоа што ги научим ние. Ваквите собири ги надминуваат етничките граници. Пред само 10 години, вакви собири на македонците во Бугарија беа попрачувани од локалните полициски власти. Сликата денеска е поинаква, по некој полицаец во цивилно. Сепак, политичкото здружување и натаму е оспорено, иако поради представниците на ОМО Илинден Пирин и македонската дипломатија, Бугарија се наоѓа под мониторинг на Советот на Европа. Нема и македонци во досегашните бугарски пописи. Да живееш, значи да се бориш. Робот за слобода, а слободниот за совршенство, пишува на епитафот овде на вечното почивалиште на пиринскиот цар Јане Сандански во близина на Роженскиот манастир.